Почитувани, добродојдовте во нова емисија Здравето е се на Канал 8. На почетокот само ќе кажам дека седечкиот начин на живот, пред телевизор или компјутер, посебно моменталниот онлайн начин на учење на децата, комбиниран со лоша исхрана и избегнување, спорт и физичко воспитување во училиште, како последица може да има недоволна развиеност на мускулите и тетивите. А младите коски трпат нефизиолошки сили кои доведуваат до деформитет на стапалата и рабетниот столб. Секојдневната физичка активност е прва мерка на оваа превенција, а тука може да помогнат секако и физиотерапевтите. Наш гостин во вечерашнава емисија Здравето е се на Канал 8 е Илија Жежов, физиотерапевт од Центарот за масажа и физиотерапија, физиотерапевт здравје од Гостивар. Добро ни дојдовте за прв пат во студиото на Канал 8 и во емисијата Здравјето е се. Добро вечер до вас, добро вечер до гледачите на телевизија Канал 8 Кочани. Драго ми е што изразивте начин да ме поканите да гостувам во вашата телевизија. Драго ни што дојдовте, еве дури од Гостивар и Скопје, како што кажавте, значи да дојдете да направиме еве емисија. Кажав јас во најавата дека ќе обработиме деформитети на рабетниот столб кај децата. Посебна актуелна тема би рекла дека може да биде затоа што еве спомена во најавата онлайн наставата сега е честа кај децата, само од прво до трето оделение одат во училиште, а останатите од четврто па нагоре се по цел ден на компјутерите или телефоните. Тоа може да доведе до искривување на рабетот, но еве да објасниме на почеток кои се најчести деформитети на рабетниот столб кај децата. Едни од најчестите деформитети кај децата може да се појават како што се сколиозата, кифозата, значи лордозата. Тоа се искривување на самиот рабетен столб како дегенеративни процеси кои што влијаат на самиот рабетен столб. Слабата физичка активност исто така може да доведе до големи деформитети на рабетниот столб, бидејќи во последно време децата се повеќе на компјутер, повеќе се пред своите мобилни телефони, слабо имаат некоја активност, па така да поголемиот дел од времето го поминуваат на своите социјални мрежи и не пазат дека утре може да се појават некои посериозни дегенеративни заболувања или искривување на самиот рабетен столб. Да, значи во оваа емисија ќе ги објасниме сколиозата и кифозата. Ајде да објасниме што представува сколиозата, а што кифозата. Сколиозата е еден вид на искривување на рабетниот столб кој прави деформитет во кривење на буквата С. Најчесто се јавува кај адолесцентите, бидејќи уште во текот на одење на школа носат потешки ранци, па така да најчесто можат родителите да ја видат таа сколиоза кога едната лопатка доаѓа до израз погоре од другата лопатка, значи најчесто настанува деформитетот, бидејќи рабетниот столб прави еден баланс на искривување на самиот рабетен столб. Најчесто се диагностифицира преку физиотерапевски или преку лекарски преглед, кој што се констатира кој соодветен метод ќе биде вклучен во лекувањето. Кифозата е? Кифозата е еден друг деформитет на искривување кој што е сличен на сколиозата, меѓутоа сите тие три диагнози од кифоза, сколиоза, значи и лордоза влегуваат во дегенеративни процеси во искривување на рабетниот столб. И за сите тие е вклучена физикална терапија која има слична методологија во процесот на лекувањето. Ќе зборуваме и за тоа на која возраст може и еве како родителот на тоа дете да препознае дека детето има искривување и понатаму ќе има проблем со рабетниот столб. Најчесто искривувањето на рабетниот столб почнува од 8 до 88, можам да кажам, годишна возраст. Меѓутоа родителите може да ја видат таа сколиоза преку систематскиот преглед. Кога, децата идат на систематски преглед, па лекарите преку тој систематски преглед му кажуваат на родителите каков процес има нивното дете со нивниот рабетен столб. Процесите најчесто родителите не ги земаат во предвид, во искривувањето на рабетниот столб, па во подоцните години доаѓа до посериозно искривување на рабетниот столб, кога веќе доаѓа до израз да биде видлива таа сколиоза, кифоза или лордоза, и тогаш веќе настапуваат процесите на барање соодветна лекарска помош, каде треба да се испита сето тоа како започнало искривувањето. Значи само систематскиот преглед е оној преглед кој ќе доведе до родителите за да го одведат детето на лекар. Апсолутно. Не се манифестира со некоја болка или нешто за да може детето да каже. Најчесто сколиозата не појавува симптоми на болка, него рековме преку самиот систематски преглед, самиот лекар констатира каков деформитет е настанат на самиот рабетен столб и му дава упатства на самиот родител што понатака да преземе. Меѓутоа можам да кажам
70% од родителите не превземаат никакви мерки во однос на тоа искривување, така да во подоцните години доаѓа посериозно искривување, кое што тука веќе мора да се преземат сите оние процеси од физикална терапија, значи физијатриски испитувања, физиотерапевски испитувања, каде сите заедно ние тим носиме заклучок што ќе превземеме за исправување на самиот рабет. Од кога ќе се диагностицира таа сколиоза или кифоза кај детето? Колку вие физиотерапевтите можете да помогнете, доколку родителите нели преземат мерки? Кажавме, родителите ретко преземаат мерки, па подоцна има поголеми компликации и потешко се, значи кај се манифестира кај луѓето, но еве дали треба веднаш да се посети физиотерапевт, кога треба да се дојде, како родителот треба да се советува со физиотерапевт, колку таа физиотерапија може да помогне? Најчесто родителите бараат соодветен начин како да му помогнат на своето дете. Тука веќе идат на матичен лекар, каде матичниот лекар ги препраќа кај специјалист физијатар. Физијатарот прави еден физијатриски преглед преку кој проценува во кој степен е процесот на искривување на самиот рабетен столб. Потоа со соодветна терапија, која што ја предвидува физијатарот, дава упатства родителот заедно со своето дете да посети физиотерапевт. Кога пациентот ќе дојде кај нас заедно, односно родителот со детето, ние правиме физиотерапевски преглед преку кој се базираме на доказите од физијатарот, меѓутоа правиме ние и физиотерапевтите еден заклучок, односно физиотерапевски преглед преку кој носиме заклучок со кој метод, односно дел од физиотерапијата ќе вклучиме, односно имплементираме методи кои ќе бидат соодветни во лекувањето. Најчесто тука ќе ја спомнам кинезитерапијата, е еден одличен метод во справување со сколиозата, кифозата или ордозата, односно дегенеративните процеси на рабетниот столб. Масажата исто така е вклучена тука, доколку има потреба од посериозно искривување, односно на деформитет на рабетниот столб, тука ќе вклучиме и корсет кој што ќе помогне исто така во текот на ноќта или во текот на денот кога ќе се носи тој корсет да држи фиксација во процес на исправување на самиот рабетен столб. Добро, тоа е околу кифозата и околу сколиозата, но еве на почетокот не споменав дека во оваа емисија ќе обработиме една, би рекла, многу честа проблематика кај луѓето, не само кај децата, можеби помалку кај децата, но повеќе кај возрастните, дискус хернија. Ако пред да преминеме дискус хернијата, само да дадеме еден совет до родителите, бидејќи поголемиот дел од времето децата кои поминуваат на социјалните мрежи, и јас би апелирал повеќе децата да бидат вклучени во физичка активност, да бидат вклучени да излегуваат повеќе надвор, да се социјализираат, да посетуваат спортски терени, повеќе поголема физичка активност, пливање и некој друг интересен метод кој што ќе помогне во тој процес да не се случуваат такви деформитети, односно искривување и посериозни последици по здравието на децата. Апел до децата и апел и до родителите. Апел до родителите, значи родителите се тие кои што ќе ги вклучат децата да бидат вклучени во физичка активност. Од мало да се научи на таа физичка активност, исхраната колку е важна. Знаете како, Тања, јас секогаш апелирам при сите мои гостувања на телевизија, значи физиотерапевтите треба да бидат вклучени уште во најраната возраст кај децата, уште во градинките. Зошто? Ке речете, во самите градинки кога децата присуствуваат, физиотерапевтите требаат преку едукација на соодветни програми да ги едуцираат тие деца да спортуваат, значи, односно да вршат физичка активност. Така што ето уште од најмала возраст ќе има начин како понатака стекнато начин како понатака ќе има перспектива да вежба. И нема да се појавуваат оние деформитети, бидејќи физиотерапевтот ќе види дали има настаната некоја некој дегенеративен процес започнат, па ќе даде еден совет до родителите дека нешто со неговото дете се случува. Меѓутоа физиотерапевтите за жал се неприсутни во градинките и затоа се случуваат тие деформитети од најраната возраст, бидејќи нема кој да им даде упатства на родителите или апел. Тие превентивни, би рекла, прегледи се многу важни. Многу се важни, значи при секоја забелешка од страна на родителот дека нешто се случува со своето дете, дека нешто има некој процес на искривување, дека нешто се случува, веднаш треба да се побара физијатриска помош и физиотерапевтска помош, бидејќи ние сме вклучени први во тој процес каде што и помогнале да се помогне. Не ме прашав доколку се занемари. Еве, не се посетував физиотерапевт доколку се открие сколиозата или кифозата или друго искривување. Што понатаму?
Колку може прашањето тоа ви е баш на место. да биде голема компликација понатаму? Прашањето ви е баш на место, доколку е диагностифицирана од страна на лекарот и на физиотерапевтот сколиоза и се дадени упатства нели до самиот родител дека тоа треба да отпочне процес на санирање на тој проблем, а не се преземат соодветни нели мерки, понатака може посериозно да се искриви ребетниот столб, каде што пито што еве да кажам до хируршки зафат. Ќе дојде до хируршки зафат, после тоа повторно ќе има еден процес на физиотерапија, кој што физиотерапевтот ќе работи нели на оспособување на пациентот. Да, но тоа е потешко секако во секој случај дека. Апсолутно, за да не видите, за да не дојде до таква компликација. стигнеме секогаш до оперативен зафат, секогаш ние физиотерапевтите сме пред хирурзите. Што можеме ние да помогнеме од физиотерапевската фела, а можеме и како 90% да помогнеме да го решиме проблемот за да не се дојде до оперативен зафат, зашто ако се избегне операција, така. Се стигне до оперативен зафат, тогаш веќе физиотерапевтите настапуваат од после постооперативната нели, од постооперативниот зафат. Подобро е да се фати пред хирурзите отколку после хирурзите, да. Затоа сме тука, затоа постоиме, затоа се овие емисии кои што ги правите да апелираме до родителите, да дадеме на некој начин нели еден совет, една едукација како нели да преземат соодветни действија спрема своето дете доколку нели видат дека има некој процес на да не се занемари таквата ситуација, да. Апсолутно. Дали завршивме со сколиозата и кифозата? Добро. Тоа е накратко, еве, нека биде еден апел до родителите да можат навреме да ги однесат своите деца на лекар, односно на физиотерапевт. Јас споменав дискус хернијата, тоа е многу чест проблем кај луѓето. Може ли да објасниме накратко што представува дискус хернијата и ќе објасниме како се лекува истото? Како се третира, би рекла? Дискус хернијата е болест на 21. век. Да. Можам да кажам од терапевско искуство, по 15 години во областот физиотерапијата, дека секој втор човек боледува од дискус хернија, дископатија, шијалгија или спондилоза. Тие се болести кои што го опфаќаат најчесто исто. Затоа колку и да се зборува е малку за дискус хернијата, но еве сепак едукативни се емисиите за да можеме да делуваме превентивно. Така, тие се исто болести кои што го опфаќаат нели ребетниот столб и најчесто се превенира да се посетува физиотерапевт, затоа што физиотерапевтот е нели секој што кога даде консултации, совети нели како до соодветно решение на истиот проблем. Дискус хернијата најчесто се манифестира во ребетниот столб, најчесто е проблем на дискусите, бидејќи најчесто знаат дискусите да излезат од самото лежиште и да истечат, или пак да се исилшат, или пак да направат посериозен проблем, да иритираат некои делови од самите спинални нерви во самиот ребетен столб. Добро, како се манифестира? Најчесто се манифестира со поголема акутна болка, која што може да се појави во лумбалната кичма, во торакалната кичма или најчесто во цервикалната кичма на цервикалниот дел во вратниот дел. Пациентите имаат посериозни болки, веднаш нели појавуваат интерес да се јават кај својот матичен лекар кој што ќе ги препрати на специјалист, па специјалистот ќе ги препрати нели на физијатар, физијаторот на физиотерапевт и тоа е цел еден ланец на физиотерапевски прегледи, на физијатриски прегледи, кои што нели доаѓаме до заклучок што се случува преку рентген снимката, кој процес нели на ребетниот столб е зафатен и што треба физиотерапевтот да вклучи метод за лекување. Околу диагнозата, ја споменавте рентген снимката, но колку магнет може тука да помогне? Магнетна резонанца. Најчесто кај пациентите прво одиме со рентген снимка, бидејќи преку самата рентген снимка можеме нели да увидиме што се случува во самите дискуси на ребетниот столб. Меѓутоа околу рентген снимката не ни покаже еден соодветен начин кој што ние можеме да го видиме тоа, го препраќаме пациентот да направи магнетна резонанса, бидејќи со магнетната резонанса се влегува подлабински и може да се увиди проблемот подлабоко каде е нели настанат самиот проблем. Може ли да ги објасниме причините што доведуваат до дискус хернија? Најчестите причини кои што доведуваат до дискус хернија, еден од причините е дегенеративниот процес на ребетниот столб. Физичката слаба активност, преголемиот товар во работа, заморот, сето тоа нели си доведува степен на дискус хернија и кревањето тешко. Кревањето тешко може да ги оштети и како дискусите, да дојдат до едно истегнување, до едно оштетување и кај некои пациенти за жал нели и до истекување. Да. Колку вие физиотерапевтите можете да помогнете при ваква состојба, да се задржиме повеќе
на овој дел, бидејќи е од вашата област? На почетокот напоменав дека ние физиотерапевтите за голема среќа сме вклучени во многу дијагнози и драго ми е што е тоа така, што на многу пациенти можеме да им помогнеме и моите пациенти кога ќе дојдат во мојата ординација најчесто со посериозни дијагнози кои што им се дијагностифицирани, правиме соодветна терапија која што трае кај некои пациенти 10, 15, 21, па кај некои пациенти продолжуваме повеќе терапии, се со цел да го решиме нивниот проблем и откако ќе го решиме заминуваат стреќни и ете на некој начин што сме направиле успех во целата дијагноза. Најчесто кај дискус хернијата имаме еден соодветен третман кој што се вика мускулна длабинска масажа. Што подразбира таа мускулна длабинска масажа? Се работи исклучително помеѓу ребетниот столб со лактот. Исклучително се работат прштените полека во процес на исправување на ребетниот столб, односно враќање на дискусот тамо каде што нели е подизлезен. Прво започнуваме околу 20 на минути со медицинска масажа и потоа настапува лактомасажата која што е подлабинска, во вид на екстензија на ребетниот столб. На тој начин придонесуваме нели да се смират дискусите и да се вратат во самото лежиште. Вториот начин е исто така, значи истегнувањето, дел од манипулативна техника на киропрактика. Киропрактиката, за голема среќа, во медицината е напредна и помага многу кај пациентите, особено со дискус хернија, во вид на манипулативна екстензија, односно истегнување, каде што се тегне целосниот вид дел на ребетниот столб и се работат процеси од крцкање. Хајде сега во наредните минути да објасниме терапијата за дискус хернијата. Што подразбира и како се третира всушност таа дискус хернија? Најчесто кај некои пациенти, кога дискус хернијата е дијагностифицирана од подолг временски период, значи процесот е и поголем. Например, да речеме тука ние физиотерапевти вклучуваме поголеми процеси на терапија, кои што траат и до 21 ден, а кај некои пациенти вклучуваме и 40 терапии. Значи, физиотерапевтот прави проценка со колку терапии може да помогне нели пациентот да се излечи. Најчесто 21 ден даваат добри резултати кои што го санираат проблемот, меѓутоа ако има дополнително потреба да вклучиме малку повеќе терапии, ние вклучуваме и повеќе терапии, кои што нели наоѓаме начин како да стигнеме нели соодветно до крајната цел и решението на пациентот. Многу слични би рекла на дискус хернијата, но многу чести се ишијасот, дископатијата, спондилозата. Дали доаѓаат пациенти кај вас со такви дијагнози? Колку се чести? Пациенти кај нас доаѓаат со сите дијагнози, да, како што ги набројавме нели на почетокот, со сите овие дијагнози, па и со посериозни дијагнози, зборуваме нели за мозочни удари, квадриплегии, хемиплегии, тоа се навистина сериозни дијагнози кои што нели носат подолга рехабилитација. Спондилозата исто така е чест проблем кај пациентите. Најчесто се јавува кај секој трет човек, еве да не кажеме кај секој втор, кај секој трет. Исто така лекувањето го прави физиотерапевтот врз база на физиотерапевски преглед. Пациентот ќе го појави проблемот, ќе дојде кај нас во нашата ординација. Ние околу сметаме дека можеме со голо око да го видиме проблемот кој што е настанат. Не го праќаме пациентот да направи дијагностичко испитување од рентген. Него носиме заклучок со колку терапии, ако е поблага болката, можеме да му помогнеме и со 5 терапии или со 6. Не мора секогаш рентген да имате за да не може. мора, не мора. Ние носиме, рековме нели заклучок, доколку не можеме како физиотерапевти да го видиме тоа, носиме заклучок дека треба да се донесе нели мислење за снимање со рентген. Меѓутоа за жал кај поголем дел од пациентите правиме рентген снимка, бидејќи нели знаете кога ќе се појави една болка која што трае повеќе од 4 дена, јас велам таа болка има еден процес и тој процес работи во себе. Ако сега се смири, тоа рачунете дека може да се појави за 10 дена повторно. Треба да се посети физиотерапевт, да се направи еден консултативен разговор. Ќе се направи со физиотерапевтот консултативен разговор, ќе се даде мислење од што настанала таа болка, нели и дали има потреба да се прави рентген испитување или доколку нема да се прави рентген испитување со една медицинска масажа, физиотерапевтот може да го увиди проблемот, па да му даде на пациентот нели упатство што понатака, а тој дали ќе превземе или нема да превземе, тоа нели до него зависи. Јас имам пациенти кои што имаат и мала болка, појава на мала болка, акутна болка која што им се појавила, па веднаш знаат да кренат телефон и да ме прашат: докторе, јас имам болка, од што ми се случува, па ќе ги повикам во ординација, ќе си направиме еден разговор убав со нив и
ќе направиме една масажа од половина час и ќе видиме дека тоа е некоја почетна мускулна болка, дека не е некој посериозен дегенеративен процес и дека тоа може да се реши со само една масажа од 30 на минути. Верувајте, Тања, една масажа од 30 на минути може да придонесе преродба на телото, бидејќи преку таа 30 минутна масажа физиотерапевтот може да направи многу. Да ја воспостави циркулацијата во еден одличен континуитет, да го види дегенеративниот настанат проблем кој што е започнат во самата мускулатура, да ја опушти мускулатурата и секако нели да даде едни релаксирачки дејства на самите мускули, односно закржавување каде што е настанат некој проблем или некоја акутна болка. Тоа може да потрае една масажа, колку може, после колку време повторно ќе дојде човекот со истиот проблем. Вака, најчесто болките се случуваат од, рековме, слаба физичка активност, преголем замор и оптеретување на телото. Самата мускулатура формира спазам. Што значи спазам? Тоа значи стегнати мускули. Кога се стегаат мускулите, најчесто има спазам. И тој спазам не овозможува нормална функционалност на крвотокот. И тука настануваат нели болките, бидејќи циркулацијата слабо се движи, настануваат процеси на болките. Меѓутоа тоа се мускулни болки кои што се од преголемо оптеретување, од преголем замор. Меѓутоа оние кои што се дегенеративни процеси внатрешни, тие веќе се по сериозни проблеми кои што бараат подолго третирање со физиотерапија. Најчесто и човек кој што нема проблеми може да си направи 2 пати до 3 пати по половина час месечно масажа. Затоа што рековме, нели, релаксирачката масажа, освен тоа што ќе даде едно релаксирање на мускулите, ќе даде нели упатство дали е некој проблем по сериозен настанат, за да видиме ние физиотерапевти да дадеме мислење што понатака на време да се реагира. Апсолутно. Тоа е за сколиозата, за ишијас, за спондилозата, се извинувам, да. За дископатијата и за ишијасот? Дископатијата и ишијасот се слични диагнози кои што се исто и на дискоскрнијата. Најчесто ишијасот се манифестира, значи, тоа е најдолгиот нерв во човековото тело, нервус ишијаликус, и се протега од дел 4, од дел 5 прашените кои што ја зафаќа. Задната регија на глутеусот се спушта помеѓу задната регија на ногата и се спушта се до петицата долу. Најчесто прави трнење, акутна болка, која што на пациентот не му овозможува нормална функционалност на движење. Таквата диагностика најчесто трнење на нозете. Трнење на нозете, како вид на, да кажеме народски, мравки да ве лазат едноставно и едноставно да не ја осеќате ногата, како да ви е здрвена под анестезија, народски кажано. Најчесто таа диагностика исто така бара третирање со физиотерапија. Најчесто пациентите доаѓаат во нашиот центар, односно ординација, се консултираат со нас физиотерапевтите, ние сме тие кои што нели се огаждаваме соодветни решенија, доколку има потреба да се направи рентген снимка, даваме наут да се направи рентген снимка, преку таа рентген снимка гледаме дали има некој искривување на работниот стол, дали е настанат некој посериозен длабински процес нели на ишијасот или е некоја површинска болка која што од предолго седење пред компјутер, пред работното место, пациентот го има фатено. Добро. Ишијасот, а дископатијата? Слична. Рековме, нели кај дискоскернијата, најчесто се третира со исто мануелна мускулна длабинска масажа, меѓутоа кај ишијасот користиме поголеми манипулативни техники на истегнувања, тие се дел од киропрактика и најчесто ги правиме 5 до 6 терапии кои што даваат и така смирувачко дејство на самата диагноза. Добро, кажете ми дали, понекогаш упатувате дека и после 20 или 40 терапии човекот нема да може повторно да функционира и дека е потребна операција, би рекла. Видете, дали го упатувате на хирург понекогаш постојат 99% во нашата физиотерапија успеси. Меѓутоа секогаш постои нели онај 1% да остане нели за оперативен зафат. Знаете како, Тања, додека не проба пациентот, не може да знае дали е за операција. Јас од медицински аспект, од моето дугогодишно искуство, операцијата, нека не ми се узат колегите доктори, ја оставам нели на последно. Бидејќи пред да се стигне до операција, постојат други соодветни методи кои што можат физиотерапевтите. Затоа и разговараме да може да се делува пред оперативно за да може да не дојде до операција. И така, да помогнеме и да го решиме нели целиот тој проблем. Меѓутоа, околу 1% остани се огаш од тие 99%, ние се огаш нели даваме пак мислење да се консултираат со неврохирург, кој што ќе тие исто така донесат заклучок што понатака ние имаме случаеве, да напоменам во емисијата дека неврохирурзите се тие кои што прво им викаат на пациентите. Пробајте со физиотерапевти да видите дали
терапијата ќе делува и дали ќе направите успех. Ако не направите успех со физиотерапевтот, ние сме тука. Скалперот не бега. Меѓутоа, затоа сме тука ние физиотерапевтите, затоа често даваме консултации, често даваме совети, често даваме инструкции дека без физичка активност не може еден ден да започне. Мора во текот на денот 60 минути да отвоиме за себе, да се активираме. Дали е тоа теретана, дали е тоа пешачење, дали е тоа пливање. Сите тие спортови си придонесуваат и како за телото да се чувствува релаксирано, опуштено од целосниот замор што секојдневно ни се случува. Да. Стресот, ќе го споменам стресот. Стресот е најголемото злодело што му се случува на нашиот организам. За стресот единствен начин како да се отстрани од самиот организам, масажа, опуштање на мускулите. Посета на планина. Дали има механизам за секако дека постои дека има. Планина, ќе посетите планина. Чистиот воздух и одделува на самото тело, на самиот организам, пливањето, спортот, целиот тој стрес преку сите тие спортски активности и така се изфрлува. Брзањето и начинот на живот не дозволува да се одвои време за себе. Ама видете, многу луѓе ќе го речат тоа. Брзиот начин на живот го имаме сите, меѓутоа време за себе мора да имаме. Ако немаме време за себе, ние целиот тој забор ќе ни се случува во нас. И знаете кога ќе побараме помош? Кога ќе ни се случи најлошото, кога ќе ни се открие некоја посериозна дијагноза, како спондилоза, ишијалгија, дископатија, некое дегенеративно заболување на дрбетниот столб, сколиоза, кифоза, и сите тоа ќе бара третирање, како тогаш ќе најдеме време за себе. Тогаш ќе мора да одиме на терапија, така? Тогаш ќе мора да најдеме соодветно време за лекар, да посетиме лекар. Тогаш ќе најдеме затоа што мораме, а вака демек не мораме. Мора да се најде време за себе. Апелирам од медицински аспект, кај луѓето, физичката активност да биде сведена на високо ниво, да се работи со спортска активност, бидејќи спортската активност е правило број 1 во животот кај секој од нас. Без разлика дали станува збор за медицинско лице, дали станува збор за адолесцент или за некој повозрасен човек. Кај постарите ќе апелирам. Старите не можат да вежбаат во теретана, вистина да креваат тегови да трчат, меѓутоа пешачење. Кај постарите пациенти апелирам 2 пати до 3 пати неделно обавезно пешачење по 40 до 50 минути. И како за раздвижување на целиот мускулно-скелетен систем. Колку вие физиотерапевтите треба да бидат и психолози кога ќе ви дојде некој пациент, оној психолошкиот момент би рекла дека е многу важен. Јас велам вака, Тања. Ние физиотерапевтите од 100%, 70% сме психијатри, а останатиот дел од оваквото сме физиотерапевти, затоа што ние кога ќе дојде некој пациент прво правиме консултација односно разговор. И во тој разговор ние мораме позитивно да влијаеме врз пациентот, нели? Секако да му дадеме доверба дека тој може да се препушти на нас, или за ние од физиотерапевски аспект да пристапиме во процесот на лекувањето. Да тргне со мисла дека ќе биде добро, дека ќе се пациентот едноставно народски кажано да има доверба во вас дека вие ќе помогнете да му ја следите целата состојба која што тој ја има. Ние апелираме со консултации, со совети, со начини на разговори да придонесеме многу повеќе пациентот да започне од минус на нула. Кај некои пациенти зборувам од минус на нула. Каде што и како имаме големо влијание и секако нели тука сме за самите пациенти да помогнеме да се активираат. Со која возрастна популација најмногу имате работа? Доаѓаат, би рекла дека доаѓаат и деца и возрастни и стари, и пензионери и секакви, но која најчеста популација имате во вашата ординација? Видете, се е тоа индивидуално. Секој кој што ќе појави процес на болка, ние сме тука нели да апелираме соодветно и да настапиме од медицински аспект. Меѓутоа, во последно време можам да кажам дека најчесто работиме и со лица од 15 до 20 па и до 25 години. Работиме со пациенти кои што имаат 50 години, работиме со 60, со 70, од 8 до 88 што го обработивме, е седечкиот начин на живот. Децата се повеќе на компјутерите. Веројатно тоа е причината. Порано постарите имале посериозни проблеми, младите немале, сега е обратно. Сега кај помладите повеќе има посериозни проблеми отколку кај постарите. Кога работев, јас имам пред себе 12 годишно работно искуство во Катлановска бања, во одделот за физикална терапија и електротерапија, и кога ќе напоменев дека работам во бања, најчесто луѓето зборуваат дека еве Иле работи со постари луѓе. Не. Бањата не рехабилитира. Јас дека можеби бањата повеќе посетуваат. Бањата не рехабилитира само постари пациенти, бањата рехабилитира од 8 до 88 годишна возраст пациенти, бидејќи сите спортисти кои што ќе направат повреди доаѓаат на рехабилитација во нашата институција. Значи сите адолесценти кои што имаат посериозен проблем се пратени на бањско лекување. Значи постарите исто така
сте пратени исто на бајнско лекување. Да. Меѓутоа, институцијата за физикална медицина вклучува рехабилитација од 8 до 88. И никој нека не си врзува во главата дека рехабилитираме само постари пациенти, него од 8 до 80. Спортските повреди исто така ги третирате. Спортските повреди се исто така наша цел од физиотерапијата, ги рехабилитираме. Најчесто спортистите со скинати лигаменти, со штетени менискуси, со повреди при теренски фудбали и така натака, сето тоа е наша стручна цел. Добро. Јас мислам дека, објаснивме оние најчестите проблеми и деформитети кај дечињата, па нека биде, ова еден совет до родителите, навреме да го однесат своето дете, доколку почувствуваат и доколку видат сколиоза или кифоза, односно искривување на рабетниот столб. Една, да речем, генерална препорака за сите овие болести кои ги споменавме. Една генерална препорака до сите родители за своите деца, па и возрастните, нели, кога ќе се појави некоја акутна болка, апелирам, значи да не чекаат повеќе од 4 до 5 дена доколку болката не се смири, веднаш да се појават, нели, кај физиотерапевт. Ние сме тука секогаш соодветно и на најдобар начин да им помогнеме, нели, на гледачите, на пациентите да најдат како соодветно решение во нивната проблематика. Доктор, јас ќе ви се заблагодарам што одвоивте време да дојдете во нашата студија, во нашата емисија, да проговориме за чести проблеми кај децата, кај возрастните. Кажавте од 8 до 88 има кај вас. Така што има за што да се зборува со физиотерапевт, па ќе го очекуваме повторно во наредна прилика и во наредна емисија. Ќе обработиме друга интересна тема. Апсолутно. Секогаш и во секое време сме тука за пациентите да им пренесеме, нели, тоа што е добро за нив. Благодарам уште еднаш. Благодарам. Почитувани, тука ја завршуваме емисијата Здравето е се на Канал 8. Разговаравме со доктор Илија Жежов, физиотерапевт од Гостивар. Јас ќе ви се заблагодарам што одвоивте време за емисијата. Се гледаме следниот четврток во истиот термин. А ви до тогаш останете ми во добро здравје и слушајте ги советите на нашите доктори. Довидување.